Чести задоволство ми е што можам да му посакам добре дојде на Лаза Трипков. Инаку Лаза Трипков е професор по уметност, по графички дизајн и она што мене ме импресионираше денеска да те поканам да бидеш гост во емисијата Мој збор е твојот мислечки субјект кој што го следам неколку години, некое време и можам да кажам дека сум импресионирана од тоа и за тоа те поканив да поразговараме малку за состојбата на уметноста во денешен контекст, во историскиот развој или нормално мора да го фатиме, меѓутоа и социјалниот контекст и сите оние случувања кои што имаат некаков импакт врз начинот на кој што уметноста ќе се манифестира. Добро знаеме дека, например, Шарл Батеј ја прави класификацијата на убавите уметности некаде 18 век, поправиме ако грешам, и во тој момент тој набројува 7 убави уметности кои што се наоѓаат во неговата класификација, меѓутоа потоа состојбата се менува. Например, во неговата класификација имаме реториката како една од убавите уметности. Во денешен контекст тоа може да биде фотографијата, може да биде филмот и така натаму. Сите оние уметности кои што се продуцираат, кои што се произведуваат како резултат на, да кажам, технолошкиот и техничкиот поредок и прогрес. И она што сакам да те прашаме, многу се експлоатира терминот убава уметност. Која е разликата помеѓу убава и, да речеме, грда уметност? Најпрво ви благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи, навистина ми е задоволство што ќе имаме можност да разговараме на овакви теми, посебно заради времето во кое што живееме, односно новата реалност која што ни се наметна изминатиот период и многу нешта на кои што бевме претходно навикнати, веќе беа ставени под знак прашање во однос на начинот на кој што сме ги доживувале или конзумирале или практикувале. Во однос на сегментот на убавата или грдата уметност или уметноста како убава филозофија на пристапување на самата емоција или на детерминирање на чувствата кои што ние ги артикулираме при доживувањата, морам да признам дека работите на кои што искуствено човекот бил навикнат да ги превзема, варирале во однос на неговата слобода да може да има еднаков пристап до сето тоа. Морам да го земам историски контекстот на да речеме на периодот на оживување на уметност, односно уметноста изразена преку различни уметнички стилови, кога се развива и слободната мисла, па тогаш и уметноста се овозможува да пристапува, односно да има пристап до поголема група на луѓе. За разлика од западната култура западната цивилизација, во источната цивилизација уметноста секогаш била на ниво на граѓанинот, односно на човекот. Во западната цивилизација, односно западните вредности детерминирале културни вредности кои што биле еднакви само за повисоките општествени слоеви. Ние тоа го имаме како пример преку одредени уметнички стилови како рококо или барок и слично, кој што бил само дозволен за повисоките класи, кои што уметноста ја држале како ексклузива. Па од тука, споредбено со она што денес ни се случува во 21. век со се поизразената класна поделба, ние имаме тенденција на креирање на уметност на основа на одредена концептуала која што го диктира времето. И таму повторно имаме еден елитистички дискурс кој што е многу битен. Значи, во уметноста секогаш постоела или демократизација или елитизам, не постоела средина. Па така, ако направите споредба на тоа кои музеи или во кои музеи може каква уметност да се посети, вие ќе видите дека тие музеи имаат на некој начин елитистички пристап и покрај тоа што на дневна основа се посетени од страна на публиката, сепак начинот на кој што вие ќе го конзумирате тоа или ќе го доживувате е главното чувство на елитизмот кој што одредени слоеви го манифестирале. Па сега пресликано на можеби на нашиот соцреален дискурс, ќе видиме дека уметноста сама по себе е толку скапа во контекст
на вредноста која што ја носи, меѓутоа исто така и скапа во однос на самата вредност како средство за јавно презентирање на тоа каде вие припаѓате и во кое друштво, а исто така и за начинот на кој што ги демонстрирате своите друштвени, односно општествени капацитети. Прости ми ќе те прекинам, меѓутоа она референца која што успеав да ја фатам во твоето експозе е неколку пати спомна начинот на кој што уметноста се конзумира. Ние знаеме дека во постмодерните теории многу често се зборува за тоа дека уметноста повеќе има конзумерска вредност, односно многу повеќе акцент се дава на тоа како ќе допре до публиката, дали ќе има голема публика, распространата публика и каква вредност ќе има, да речем, капиталистичка, претворена во пари, за разлика од елитната уметност некогаш која што акцентот повеќе го ставеше на уметничките форми, на уметничкиот израз, на реализмот. Ја спомнавте и концептуалната уметност која што стана актуелна од 20 век па наваму. Имаме еден проток на концептуална уметност која што во исто време има тенденција да биде конзумеристички настроена. Колку капитализмот и денешниот начин на живот и условите кои што ни ги диктира современиот општествен поредок имаат влијание врз тоа како изгледа уметноста денес? Тука се офатени сега како претходно што почнавме во првото прашање, офативме премногу векови. Всушност и со сето тоа и промената и на слоевите во општеството. Знаете, прво писменоста била стрикно ограничена само за богатите, односно за земјопоседниците, односно за црквата, така? Кога црквата решила дека треба да биде описменет и народот за да може да плаќа повеќе даноци, така почнала и уметноста повеќе да станува достапна. Меѓутоа, вие за да доживеете одредена парадигма на тоа кој е делото или авторот, вие треба претходно да влезете во црквата, затоа ја направи споредбата на западно и источно царство, каде што или во замокот, за да може да видите како тие живееле, па директно да се идентификувате, односно да размислите како сега тоа е целосно пресликано во денешното капиталистичко општество. Значи истото го имате каде што денеска имајќи средства вие може да посетувате се, така? Па од тука на некој начин уметноста станува дали повеќе достапна или помалку убава заради тоа што за пари можете да купите се и да си го поставите статусот ваш општествен на оној начин на кој што би одговарало во вашето друштво или обкружување. Значи државата како инструмент во однос на креирањето на културата, од друга страна капиталистичките друштва, односно заедници во однос на креирањето на таа уметност, односно поддршка, и народот како оној кој што треба да ја конзумира. И сега на крајот на денот што е целта? Дали е целтата тие што имаат капитализам да си го присвојат, да ги присвојат делата, или преку можноста да помогнат во однос на креирањето на одредени уметнички дисциплини или развој на уметнички друштва и слично, вие ќе помогнете за присвојување на таа идеја. Постојат две теории, секогаш постои и Хегел тоа го детерминира во однос на ахронотипијата на човекот. Кој бил човекот и каков бил човекот и двете страни во однос на сваќањето, што носи времето и духот на времето, дали ќе го следите или едноставно ќе се определите дека ќе одите по своја патека која што нема да зависи од сето тоа. Денеска, за жал, за да го направите таков голем рез, ќе ви биде многу тешко. Ван Гоговски, маката од накратењето на увото, денеска веројатно ќе значи завршување на вашиот живот. Тогаш може би со едно уво се проаѓало, меѓутоа денеска срамот кој што ќе го понесете како уметник или ставот што треба да го изартикулирате подоцна ќе биде премногу нагласен. Недостатокот на интернет, на технологијата и сето тоа мислам дека многу придонесува во однос на станување на зависен
од сето она што го носи новото време. Банкарскиот систем како еден од најразвиените во Европа бил од секојаш најголеми нарачател. Тие биле најголемите комесари како што биле впрочем и црквите. Денеска тие работи не се променети. Можеби приближувањето на уметноста на капиталистичка феноменолошки или на народска уметност може да се направи паралелата некаде во 60-тите години со поп-арт движењето. Популарната култура, нели, се она што било на ниво на трендови или она што wannabe објекти и предмети кои што можеле најнормално во маркети да се купат и сте ги конзумирале секојдневно, како сапуните, па не знам лименката Кока-кола, Мерлин Монро, култните икони, Енди Ворхол. Тоа е на некој начин онародување на капитализмот, односно на капиталистичките форми. Так. И одеднаш вие имате популарна култура која што до ден денес реално се она што ние го конзумираме спаѓа во делот на популарна култура. И покрај тоа што живееме во време каде што современата уметност има тенденција да ги артикулира сите вредности кои што ги носат токму заради концептуалната уметност, така што верувам можеби ќе прозборуваме малце понатака, тоа е уметност која што нема крај. Значи современата уметност е можеби, односно модерната уметност по завршувањето и постмодерната практички се поклопува со постоењето на современата уметност. И сега сакам уште нешто да кажам. Денеска вие можете да бидете хиперреалистичен уметник, сепак ќе стои стилот кој што вие го користите има современ контекст. Так, тоа ми е следното баш прашање. Ако може да сумирам од она што претходно го кажавте, од она што претходно го кажа, во феноменолошки аспект, заради тоа што ми даде и една убава референца од историјата на филозофијата, па можам слободно да кажеме од историјата на теоријата на уметноста и естетиката, е дека Хегел, впрочем, прави една методологија во начинот на кој што патува една идеја и начинот на кој што создрава една идеја. Значи, една идеја мора да има своја екстериоризација, односно мора да има свое понадворешнување во антитезата, за да на крај дојде до синтезата. Меѓутоа, синтезата е некоја инстанца која што ги дели или октроира, можам условно речено да го кажам така, критериумите за тоа што е уметност. Доколку порано критериумите за тоа што е уметничко, а што не е уметничко, ги правела, например, академската заедница, критичката маса, публиката или самата заедница на уметници. Денеска социјалните институции, ги спомнавте музеите, ги спомнавте галериите, ги спомнавте собирните места каде што публиката има исто така своја моќ и свое влијание врз просудувањето на едно дело како уметничко или неуметничко. Дали општествените институции денеска имаат голем импакт во тоа дали нешто ќе се третира како уметничко и неуметничко? Па знаете, за да имате можеби развиено чувство за препознавање на нештата, прво треба да имате и соодветно едуцирана група на луѓе од другата страна, или за да имате одреден соговорник треба да имате взаемно разбирање или познавање на тезите. Меѓутоа, за жал кај нас, мислам дека уметноста стана пишување, односно цртањето и сликањето е новото пишување. Така да, ако умеете убаво да ги напишете или елаборирате делата, тие веднаш добиваат одредена вредност. Сакам да кажам дека улогата на кураторот или кустосот во однос на подготовката на изложбата и неговата активна вклученост со работка со уметникот, по дефолт на некој начин веќе детерминира предпоставки за тоа што може да биде делото или што тоа дело представува. Па така и вие како некој кој што го конзумира делото и покрај тоа што не го разбирате, со текстот ќе се согласите или нема да се согласите, меѓутоа сваќањето на делото преку текстот ќе ви помогне да добиете одредена визуелна перцепција. Значи тука се исклучува оној ментален сегмент на ваше ангажирање пред одредено дело, така, и дилемата која што си ја поставувате или прашања. Така да уметноста
за разлика од дизајнот, таа поставува прашање, меѓутоа може да даде и одговор, меѓутоа дизајнот мора да го посочи проблемот. И тука е разликата дали убавината на нештата ги перцепирате од аспект на тоа колку сте го сватили или колку е тоа битно заради тоа што тоа артикулира некаков тренд во општеството. Пример, многу често им давам таков пример и на моите студенти, како вие ќе гледате на една абстрактна слика или скулптура и како постариот човек, односно некоја господја, замислете ја во 70-ти години, ќе застане и ќе гледа. Таа веројатно ќе рече, ја ништо не разбирам, така? А вие ќе се потрудите да читате и малце да се задлабочите, да дојдете до одговор. Меѓутоа, прашањата кои што вие ќе си ги поставите после гледањето на делото е тоа кое што го наметнува познавањето на се она што е битно или што моментално представува некаков контекст, културолошки. Так. И тие се тие сегменти кои што прават многу голема разлика. Мислам дека кај нас се форсира посебно изминативе години се форсира тој елитизам, уметноста да биде резервирана, односно да припаѓа само на одредена група луѓе кои што го разбираат тоа што меѓу себе они буквално си го зборат. Значи со тоа прават одредена ексклузива на нивното право да активно учествуваат, партиципираат и сите оние кои што различно мислат, они природно не може да припаѓаат на таа група, така? Значи тие се секогаш поинакви заради тоа што нивото веројатно на модерните сваќања и на филозофијата и на уметноста како таква ги држи како соодветни хронотипи. Сега тоа е нешто кое што е многу битно, пак Хегел тука ни помага многу да го сватиме тоа заради тоа што тоа е нешто кое што ни се провлекува изминативе години, таа хронотипија класична. Време, човек, однос кон се останато е видено преку таа призма. Так, има уште еден филозоф, ќе го споменам исто како референца за сите оние кои што ќе го гледат ова интервју и кои што ќе сакаат да се упатат поконкретно во концептите со кои што оперираме во денешниот разговор, е исто Мишел Фуко. Тој е постмодерен мислител кој што зборува за епистемиолошки јадра. И тој вели дека епистемологијата, односно теоријата на познанието, има голямо влијание од духот на времето, пак е тука Хегел, нели? И тие хронотипови кои што ги спомнавте, односно желбата да се биде во чекор со времето, практично нас не детерминира во една познавателна парадигма, во една шема која што сепак е ограничена концептуално, да ги согледуваме, па и оценуваме естетички уметничките дела. Она што мене ми остави впечаток од вашите претходни одговори, често спомнувате дека концептуалната уметност некако се, да кажам, доближува до стилови, до субјективниот аспект. И кога ќе видите историски дека со напливот на субјективистичките теории во теоријата на познание, феноменолошките теории на Хусерл, например, практично уметноста во исто време, односно уметниците почнуваат да создаваат концептуална уметност. И акцентот се става токму на субјектот, на неговото творештво, на гениот, како што вели Кант, на субјективниот израз и просторот за толкување исто така субјективен. Значи секој може да има критика која што е лична, таа е лична, така, лична критика. Не е општа. Да. Дали ќе се согласиш дека уметноста станува субјективна од аспект на восприемателот или сепак ќе останеме на тезата дека постојат одредени општи правила, парадигми, хронотипови кои што го детерминираат нашиот вкус за тоа што е добро уметничко дело? Вкусот е индивидуален, тој секогаш варира во однос на начинот на кој што вашите палачинки и моите палачинки ќе бидат секогаш различни, односно вашите за вас ќе бидат повкусни, моите за мене ќе бидат повкусни, нели? Така да секогаш тоа ќе биде различно, односно тенденцијата дека не разговараме за вкусови е нешто што е страшно битно. Меѓутоа и двајцата правиме палачинки. Сега, ајде да тргнеме да видиме што е оригиналот, односно кој ги има направено палачинките. И покрај тоа што ги конзумираме редовно, ние не сме се запрашале
кој е тој кој што прв ги направил палачинките и дали е битно сето тоа, знаете. Како што беше дискусијата пред неколку години, геврекот турците кои што го направили и роло, да речеме, во Грција. И сега се развива една сериозна дебата од епистемиолошки контекст, да речеме, гледано, па еве да видиме, ајде палачинката да ја споредиме со некое уметничко дело. За жал, во однос на тоа што денес ние го конзумираме, премногу гледаме палачинки. Дали се палачинките розови, дали се со кокос, дали се со ванила, со чоколадо, нутела, плазма и слично. Сето тоа е спакувано во една форма која што со шлак дополнително со чоколадни зрнца. Генерално погледнато наназад, палачинката ќе се потрудам да ја представам тука како еден субјект кој што се провлекува во однос на концептуалната уметност, па и да речеме она што германската теорија на уметноста го тврди дека после 60-тите години практички се е исто, односно уметноста е мртва. Така да ние тоа го гледаме, па така да можеме да погледнеме уметник од Македонија или Србија кој што твори како некој уметник надвор, односно се труди да личи како него. Или да речеме стиловите кои што ги имале во Енформелот, што повеќе да заличува на Пикасо, така? Или нашиот Мазев, па постмазев синдромот, кој што е многу негови студенти, актуелни и слично се труделе да личат на него, односно превземањето на она што е актуелно. Така да мислам дека човековата природа да се приближи повеќе кон копијата, односно репликата, односно нешто што постои или оригиналноста нас ни е многу поблиска него она да се чувствувате апсолутно креативен, па така и мимезисот ни е нешто кое што многу полесно го прифаќаме, така копија од природата. Так, дали манифестацијата е таа која што ја дава оригиналност, односно колку вие ќе бидете подготвени и фокусирани и реално едуцирани или спремни да одите многу подлабоко. Дали има уште врати отворени или мислате дека ај нема да измислуваме топла вода, ќе останеме тука. Апсолутно. Така да тоа е контекстот кој што е многу битен. Затоа треба едуцирање и буквално градење на естетски и морални вредности кај најмалите. Креативноста треба да биде најбитниот сегмент за да изградите вие општество кое што ќе може утре да има став. Тој треба да направи разлика. Ако не може да направи разлика, вие не можете да изградите младина или свесна група на луѓе кои што апсолутно ќе изгради критички ставови утре за утре ќе може да каже: чекај, ние имаме тоа, нашето датира од тогаш, или кај нас работеле така, јас ќе ги земам пак старословенската писменост, односно старословенскиот црковен јазик и слично, па како сето тоа се пресликало во однос на иконографијата, во однос на етногенезата, во однос на етнокултурата, на културните вредности и сето тоа како се артикулирало понатаму. Уште едно прашање за крај, во интерес на времето, верувам дека ние можеме овој разговор до бесконечност да го водиме заради тоа што навистина има плодна почва и често нешто имам ваков соговорител. Меѓутоа спомнавте теорија за мимезис, копија, тежнението на учениците или следбениците на еден правец да се доближат што е можно по блиску до творецот на тој правец, до учителот, така. Меѓутоа англискиот збор за кич токму значи копија. Дали тежнението да бидеме што е можно послични со творецот на правецот, со нашиот учител, не прави кич или тоа ни овозможува една безбедна позиција на настапување каде што ако тоа е веќе оценето како уметничко дело и се распознава во уметничките кругови, во критичните кругови како нешто што е уметничко, што е добра елитна уметност, дали тоа ни ја дава безбедната позиција да твориме во истиот правец за да и ние како творци бидеме препознаени како уметници? Прво треба да припаѓате на тие кругови за да може да се чувствувате безбедно. Ако не припаѓате на тие кругови, значи вие треба да го си го барате сам патот. Сега тие кругови често се безлични и сурови. Тие кругови се организирани да тие представуваат одредена тајфа или група која што и покрај тоа што не постојат никакви вредности во сето тоа, сепак
взаимната поддршка е многу влијателна тука и таа артикулира понатака дополнителен ангажман. Така да сето тоа како ангажман понатака се пренесува во сите сегменти. Имате културен ангажман, политички ангажман, односно политички ангажиран уметност и така натака, така да тие тенденции на раслојување под лавоков одат веќе во креирање на еден многу посериозен лавиринт да се прават страшно големи резови во однос на повисоките кругови и пониските кругови и веќе музеите практички со короната изгубија смисла на постоење заради тоа што вие за да одите во некој музеј или во театар да посетите, прво треба да се чувствувате безбедно, од друга страна тој што ќе го гледате да не го гледате само заради тоа што е тренди или модерно или се него ајде да одиме да видиме за да научиме нешто. Сега идентификувањето па на актерите со уметникот или со делото е нешто кое што е исто така многу битно. За жал кај нас уметноста почна да станува резервирана за одредена група на луѓе. Значи и тоа е евидентно. Претходно имавме популистички однос кон уметноста, подеднакво за сите и така натака. Сега имаме изразит елитизам, да. И се знае, ако тргнеме па и од категоризацијата на тоа кој уметник каде треба да изложува и слично, мислам дека шансата на оние кои што имаат талент преќе почнат да се бават поради разочарување со класични мајсторски работи од типот на конзерватор или од него да се бави и да биде истраен на својот пат. Тешко е многу. Така, па види платонистички, ако го земеме тоа, знаеме дека Платон разликувал слоеви на битието и сметал дека се она што е репрезентација на светот на идејата на доброто е во суштина само инфериорен, односно понизок слој на постоењето. И тој смета дека на пример мајсторите кои што го изработуваат столчето се многу поблиски до суштината на битието отколку сликарот кој што го слика столчето кој што го произвел столарот. Така да тука имаме многу теоретски пристапи што можеме да ги примениме. Треба да го анализираме тоаш пак уште еднаш 15 век. Така и 14 на будење на Ренесансата да го споредиме со денес. Така. Само би сакал да кажам уште една работа која што е многу битна. Да речеме Пикасо, односот на Пикасо кон господјата која што дошла и сакала да купи слика. И рекол сакам слика, тој ја упатил, рекол повелете, одберете се. А ниедна не е подпишана. А вие сакате со подпис? И ова рекла па да, и земал четка, ставил црн круг и напишал Пикасо. И таа не го купила ни тоа дело. Значи, тие се тие работи кои што финеси за кои што верувам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме. Јас навистина би сакала да го продолжам ова интервју заради тоа што и мене ми се отворија многу прашања. Верувам дека и на гледачите ќе ми се отворат многу прашања и може да даваат предлози за тоа што да биде темата на нашиот следен разговор. Јас тука ќе ти се заблагодарам за твоето гостување во емисијата Мој збор и да исто така да изразам освен благодарност и импресија дека навистина сум импресионирана, пријатно изненадена од овој разговор и нормално да покажам желба дека сакам да го повторам. Благодарам многу и на мене ми беше задоволство. Денес многу малку се прави муавет за овакви теми, дефинитивно бидејќи се длабоки филозофски прашања, сепак времето кое што е потребно за да се искажат сите ставови е секогаш кратко, па и да трае интервјуто и 2 сати, пак ќе биде кратко и пак ќе останеме недокажани. Така да ви се заблагодарувам на вас исто. Се надевам дека вашата публика ќе ужива. Ти благодарам што имаш. Кат.